председателя. Почитувани колеги, почитувани граѓани. Трансплантацијата е комплексна медицинска дејност, најприменета на хронично бубрежно болни, односно болни од хронична бубрежна инсуфициенција, кои се приморани да одат континуирано на хемодиализа до крајот на животот. Годишно во Македонија на диализа одат преку 1500 болни од хронична бубрежна инсуфициенција. Тоа е според податоците на владата, меѓутоа најновите податоци се дека ги има 1250 на број. Трансплантацијата може да биде од жив донор или од кадавер, се разбира ХЛА компатибилни. Освен на бубрек, трансплантацијата може да биде и на другите органи, односно на панкреас, бели дробови, црн дроб, срце, а се разбира и на ткива. Првата трансплантација во светот е направена во 1950 година во Илиноис, Америка. Кај нас во Македонија првата трансплантација е направена во далечната 1977 година од жив донор, а првата кадаверична трансплантација е направена во 1989 година. Повеќе години оваа дејност функционираше во нашиот клинички центар со добар ентузијастички тим, како што сите се сложивме, но од непознати причини таа постепено згасна се до 2012 година, кога одново заживеа трансплантацијата на бубрек со донесување на законска регулатива и во 2012 година беа направени 24 трансплантации на бубрек. Потоа во 2013 година беа направени 35 трансплантации од жив дарител. Во 2014 година беа направени вкупно 40 трансплантации, односно околу 29 од жив дарител и 10 од кадавер. Се прашувам зошто се намали бројот на трансплантации во 2015 година. Навистина не ми е познато зошто. Кога веќе беа пациентите очекува, имаше најдено ХЛА компатибилни донори и покрај сите апели на пациентите кои се испитани, тие беа одбиени за трансплантација со образложение дека Центарот за трансплантација се реновира. Навистина не ми е јасно зошто настана ова тогаш кога пред тоа во 2014 година беа направени толку многу, мислам, најмногу операции. А се очекуваше уште поголем раст на трансплантацијата. Потоа, со оглед на фактот да оваа дејност е многу скапа, мора да се сложиме сите во тоа, а во услови кога Македонија е прва во Европа по сиромаштија или 13-та во Европа по мизерија во светот, 13-та по мизерија во светот, кога 180.000 граѓани живеат со по 40 денари на ден, 500.000 граѓани живеат на работ на сиромаштијата, ми се наметна во главава прашање дали одлуката за формирање ваков центар за извонредност
не е преуранета? Дали не се предлага брзоплето? Исто така би прашала, ако некој знае да одговори, дали се консултирани постоечкиве тимови кои ја прават таа трансплантација на нашава клиника, на нашиот медицински факултет. Јас во консултација со нив добив одговор дека не се консултирани, тие беа запрепастени, навистина не беа запознати со овој центар за извонредност. Дали не сметате, колеги, дека владата менува концепти преку ноќ? Зошто концептот не го коригирате, барем вие, колегите доктори? Па прво да се создадеа предуслови, например, најпрво да се произведеа кадри за ваква дејност, односно да се промени концептот уште при процесот на студирањето. Нека се воведат тогаш и предмети по трансплантација, односно предмети било како да ги наречеме, по трансплантациона хирургија, по трансплантациона медицина, во последниот семестар или предпоследниот од студирањето, а не да се учи трансплантацијата само како лекција. Потоа, нека почнат специализации или субспециализации, прво тука кај нас, на Македонскиот факултет на нашите клиники, затоа што ние имаме совршено обучен тим за трансплантација на бубрек. Но, вие добро знаете, почитуван заменик министер, дека наскоро ќе почне и трансплантација и на хепар, односно црн дроб, на дигестивна хирургија. Вложивте толку средства да се координира тој тим, да се опреми клиниката, да се едуцираат кадри, вие добро знаете каде се едуцирани тие кадри, и секој миг треба да почнат со работа. Да дозволевме да се изгради традиција и за тоа, како што има веќе изградена традиција и за бубрежната трансплантација. Значи, за еден ваков центар за извонредност, мора да констатираме сите заеднички дека е потребна традиција, но очигледно е дека поради нешто или поради некого, навистина не знам, се брза. Кога овде на клиниката на Универзитетот Кирил и Методи, на нашиот медицински факултет, факултет со традиција, веќе се формира еден тим за трансплантација на црн дроб, се прашувам, кој ќе го работи тоа во новиот центар? Значи ли тоа дека ќе увеземе скапо платени странски тимови? Или можеби само пензионери ќе работат во новиот центар? Доколку на УКТХБ се вработат постоечкиве хируршки тимови, тогаш кој пак ќе работи на клиниката за хируршки болести, доколку тие се мотивираат со оние 30% од основната плата како надополнување на редовната плата за посебната одговорност. Која ќе биде, исто така ми се наметнува прашање, која ќе биде прогнозата на постоечката трансплантациона дејност на клиниката за урологија, односно клиниката за дигестивна хирургија, како и клиниката за хематологија. Дали таа дејност ќе сгасне на овие клиники? Се прашувам исто така, зошто предлагачот на ова законско решение предвидува нов закон кој наново го уредува основањето, организацијата, потоа оспособувањето на кадри, раководењето со универзитетот,
кога сето тоа е уредено во веќе постоечкиот закон за здравствена заштита? Тоа навистина не можам никако да си го одговорам. И кога сме кај одговорноста во Центарот за извонредност, ми се наметнува едно прашање. Дали не е одговорност, почитувани, секој рутински акутен апендицитис, дали не може да се случат секакви компликации, дали не може да дојде смртен исход и при тоа? Благодарам. Господин Чибишев.